Добро утро, ова утро ви посакуваме од оваа преубава зелена оаза, која што се наоѓа во центарот на Киселавода. И ова место каде што се јавуваме утрово, од каде што го снимаме овој прилог, има над 200, ако не и повеќе растенија, верувале или не, овдека пред нас и позади нас и од таа страна тамо, ќе видите и подоцна, има над 200 растенија. Ова утро ќе зборуваме за нега и грижа на орхидеите. Орхидејата е едно од најпосакуваните и најбараните цвеќиња покрај розата, мораме да ја спомнеме и розата, нели? Меѓутоа, она што е специфично за орхидејата е начинот на нејзиното одгледување и одржување. Ова утро мали тајни околу тоа како правилно, најправилно да се одржува ова преубаво цвеќе, ќе дознаеме од нашата Емилија Геневски. Емилија, добро утро. Добро утро. Благодарам што и ова утро ги отворивте портите на вашата зелена оаза, ние така си ја нарекуваме, ова ваша преубава просторија. Би сакала за почеток да им објасниме на нашите гледачи за тоа колку видови на орхидеи постојат. Па, сега во последните генерички бројања, да речам, од 25.000 до 30.000 има разни видови на орхидеи. Конкретно, фаленопсисот има 70 видови, ова е фаленопсисот, најпродаваната и најобожаваната и најлесната орхидеја. Инаку, најмногу ја има во Азија, предпоставам дека сите знаат, посебно на Филипините. Значи, многу видови има, многу. Овде кај нас на масата има неколку видови на орхидеи, би можеле да кажеме кои се? Да, ова е онцидиум, значи орхидеја која што има преубав мирис, ретка орхидеја што мириса. Ова е дендробиум, ова реков дека е фаленопсис, ова е мини колибри орхидеја. Позади имаме цимбидиум, моментално тие ги имам јас и овие се малце пософистицирани за одгледување, додека фаленопсисот е, да речам, посекојдневен и полесен. Овие се веќе потешки за чување. Ке ви кажам зошто после. Ајде сега за она орхидеја која што е најбарана, тоа е оваа пред нас, која што ја има и кај нас најмногу. Како е незината нега и одржување во домашни услови? Да, во домашни услови. Вака, сега ќе ви кажам 3 чекори со кои што најлесно ќе ги чуваме. Значи, орхидејата, фаленопсисот, па и сите орхидеи сакаат на источен прозор да виреат. Бараат светлина. Да, светлина максимална што може. Може и на запад, затоа што сонцето е многу битно заради цветот. Ако немаме сонце, нема да има цвет орхидејата. Зимно време може и на југ, меѓутоа, затоа што сонцето е многу слабо. Меѓутоа, веќе кога ќе почне тамо од март месец, веќе мора да се трнат. Тоа мора да се напомене. Значи, најбитно е светлината, на исток прозор да бидат, или ако може да се најде позиција на исток, и да имаат стабилна температура околу 20 степени, значи пониска температура не трпат, пошто се нели од Азија, Југоисточна Азија, таму е и влажно и топло, и влагата треба да се запази многу. Сега кога сме кај наводнувањето на орхидеите, правиме грешка, што може би пречесто, премногу на 5-6 дена ја наводнуваме, тоа не треба да е така. Еве мали тајни, како да се наводнува орхидејата? Така, најчеста грешка е преводнувањето, тука 90% од луѓето грешат, ги сакаат многу, меѓутоа грешката е во наводнувањето. Фаленопсисот не сака толку многу вода, за разлика од овие тука, тие се и во земја. Значи, таа сака на 10 до 12, па може и 15 дена. Зимно време, јас дури ги заборавам да ги поливам. Значи, ми се случува и по 3 недели да не им ставам вода. Како се става правилно вода? Да, сакам да објаснам, еве ќе извадам, ова ми е стара орхидеја 3-4 години, значи, еве ќе видите, мора да стои во друга посуда. Еве гледате колку е здрав коренот. Значи, ќе се стави до тука. Значи, 1/3 од секцијата треба да биде полна со вода и толку е доволна. Ако може водата да биде одстоена, и не мора, меѓутоа пожелно е да биде одстоена поради нашата скопска вода е малце тврда и да не е многу ладна, да не дојде шок на орхидејата. Што е со прихранувањето? Еве гледам овде имате некои додатоци. Да, тие се додатоци, тоа се посебни видови за одгледување, значи ова е глинопор. Може орхидејата да се чува на повеќе начини. Значи, може да се чува вака, во субстрат. Еве, јас го ставив субстратот, како што може да видите. Ова е преубава со здрав корен. Може да се чува во глинопор, значи, ова е глинопор, се става вода внатре, се става орхидејата, се чисти со коренот внатре се става и може во вода да се чува орхидејата. Значи,
Како поточно во вода? Во вода, сега ќе ви кажам, ќе се исчисти коренот цел, како што ги гледаме еве корените вака. Тука се чисти од земјата и од супстратот и долните делови на коренот да бидат во вода. Значи во долниот дел, ако е топка на пример стаклена, пошто има доста разгранети корени, од прилика 3-4 см да биде во вода коренот, и тоа се тие три начини, најчесто на чување, да не навлагам, затоа има и воздушни орхидеи, тие се во воздух, значи буквално живеат, не им треба ни земја. Многу е голема темата, да се фокусираме на Она што е, на она што е кај нас најбарано. Да. Што е со овој период кога сме во преоден период? Еве сега од зима, одиме на кај пролет, лето, нели, веќе сме во пролет. Што е со тој преоден период? И ме интересира дали сакаа да им се менува местоположбата. Едно од работите што исто така грешат се луѓето што ги префрлаат лево, десно, им бараат позиција. Значи еднаш треба да се застане кога ќе се стави еднаш орхидејата на едно место, не сака многу мрдање. Гледаме по филмовите дека насред соба стојат, тоа се 90% вештачки, значи да не се лажеме. Во филмовите не може ниту една орхидеја да живее насред соба. Тоа не е возможно. Мора покрај прозор. Мора покрај прозор или опцијата друга да има вештачко светло, како јас сега тука што имам, меѓутоа жолто вештачко светло, како за замена за сонцето. Може да живее во некој ќош, меѓутоа ако има жолто вештачко светло. И тоа може. Сега, накусо да ги објасниме и останатите видови на орхидеи, ова е нешто јас немам досега. Преубава и е навистина, тоа е таа орхидеја што мириса. Накусо за нивното одржување? Онцидиум или Dancing Lady на англиски, значи жена која што играе, може да се види и цветчето. Специфично за неза е таа што е во земја, значи не е како другите во таков субстракт, комбиниран субстракт е, исто и дендробиумот се одгледува така. Има доста специфики за неза, тешка е за одгледување. Не напоменав дека е епифит фаленопсисот, за разлика од оваа орхидеја, значи таа живее во земја. Епифит значи дека може фаленопсисот да си ја закачиме надвор на дрво, кога би било летно време или кога би живееле во Азија, значи фаленопсисот расте буквално на кората на дрвото. Значи како ние нарциси што се одгледуваме така си ги има во природата во Азија орхидеите. Многу природно растат. Епифит, затоа и кажувам дека е доста лесна за одгледување, затоа што таа буквално се закачува за кората и така си живее. Тоа е тоа. Се што е потребно си зема од растението, од дрвото. Ми кажавте, значи не треба да се менува местоположбата. Не треба. Во овие преодни периоди сакаат многу влага, нели? Не, влагата специфично е што влагата треба да се обезбедува цело време. Значи многу голема влага бараат, ретко кој може тоа тука да го овозможи, меѓутоа еве со 60% влага во просторијата може да живеат. Овој преоден период не им пречи, меѓутоа ако ги извадиме надвор, може и надвор да ги чуваме, ќе мора почесто да се поливаат и да споменам дека не сакаат многу прскање на листовите. Значи многу вода не сакаат, посебно овие што се во земја, меѓутоа сакаат повеќе влага. Емилија, летно време не бара повеќе вода орхидејата? Исто останува негата на 10-14? Не, фаленопсисот не. 10 дена, 12, слободно. И да ги заборавите за вода, тие немаат никаков проблем, сега да не се претера, нели? По листовите може да видите, најчесто ќе клапнат листовите како и сите цвиќиња, тоа е веќе многу пресушена, значи може и да не се врати во првобитната состојба. Кога цветаат? Се внимава. Па цветаат низ целата година, меѓутоа најчесто цветаат, зависи од кој производител се и како ќе стигнат во домот, меѓутоа најчесто цветаат од јануари до јуни, најчесто. Значи сега овој период, има период кога овие ми се сега нови, еве веќе цветна гранка има друга. Значи да не се плашиме во летниот период, ако ги изгубат цветовите, важно е да биде листот здрав, така и коренот. И коренот е најбитно. Еден да има здрав корен, таа ќе биде жива. Некоја порака за крај до сите љубители на орхидеи? Да не се плашат од одгледување, зашто навистина многу малце им треба. Само да внимаваат на водата и на источниот прозор. Тоа е најбитното за орхидејата. Дори ни прихраната не е толку битна, колку што е битна водата да не се преводнуваат. Тоа е најголемата грешка. Благодарам. Молам.